Zdravo na svi, dobrodošli nazad na moj YouTube kanal. Kako što gledate po naslovu, deneska odlučim da vi snimam ušte jedno video v koje što odgovaram na vašite prašanja. Da, ja smilujem da si gi snimam vakvite videa, jednaš mesečno, jednaš na 2 meseci, zato što postojano dojdjat nekoj novi ljudje na moj YouTube kanal koji imat nekakvi prašanja za mene, a jaz na tije prašanja kje odgovoram vo današnjото video. Ovo je, ako ne se lažem, peto Q&A video na moj YouTube kanal, no ne i posledno, tako što zasledete go moj Instagram profil za sledna prilika koga na Instastorike objavam box, da imate možnost da mi postavite prašanje. A jaz nema da dolžam nešto mnogo sa najavata, predi oficijalno da započnem, lajknete go videото, pretplatete se na moj YouTube kanal dokoliko se ušte ne ste pretplateni, a nije može da počneme vednaš. Prvoto prašanje za deneska veli, da li nekogaš si razmisloval za svoj merch? Pa ne možem da kažem deka ne sum razmisloval, no nikogaš ne sum razmisloval konkretno. Smetam deka je se ušte rano, jaz imam tek 15.000 subscriberi i sam snimam 8 meseci, ako ne se lažem. Smetam deka sum sposoben da napravam nešto vo vistinsko vreme, taka što ke počekame ušte malo. Sledното prašanje veli, da li bi vlegol vo zadruga 4? Pa ajde ka odgovoram kratko i jasno, ne. Sledното prašanje veli, vo koje sredno učilište si učel? Pa jaz imam završeno sredno ekonomsko, Peronakov, vo Kumanov. Sledното prašanje veli, kade ke odiš na odmor godinava? Se ušte ne znam, vikendov planiram da trknam do Ohrid na 2-3 dena, da go iskoristam продолжение од викенд, а одмор планирам да земам тек во септември, со надеж дека нешто ќе се смени на подобро и ќе успеам да излезам од државата барем на кратко. Следното прашање вели, дали некогаш си размислувал да бидеш кувар, бидејќи имаш таков талент? Па не можам да кажам дека сум размислувал да бидам кувар, меѓутоа сакам да готвам, при тоа и гурман сум, сакам и да јадам. Меѓутоа јас сум многу специфичен која е храна прашање. Покрај тоа што сакам храната да е вкусна, сакам и естетски некако убаво да ми изгледа. Кога би имал ресторан, внимателно би ги бирал вработените во кујна. Сметам дека имам сенс за таа работа, но не би бил кувар, затоа што мислам дека постојат многу поталентирани луѓе од мене во таа бранша, а тоа дека знам нешто да сготвам, при тоа истото да биде и вкусно и убаво да изгледа, држи во. Следното прашање вели, дали повеќе се за планирани работи или спонтани? Па ајде ке одговорам искрено, многу повеќе сакам планирани работи. Од аспект на тоа сакам да знам каде одам, со кого одам, кога тргнувам, кога се враќам, некои такви општи работи. Меѓутоа не сум противник ни на спонтаните дружења, журки, одмори и така натаму. Така што и едното и другото, се едно, али и кога нешто е спонтано, во меѓувреме се јавувам јас со намера да ги испланирам работи. Таков сум, принципиелен, не знам. Следното прашање вели, колку деца би сакал да имаш? Па никогаш сериозно не сум размислувал на оваа тема. Порано сакав едно дете, сега некако 2 или 3. Со тоа што јас имам сестра и знам колку е важно во животот да имате некого, брат или сестра, и колку всушност се разликуваат децата, односно луѓето кои имаат браќа и сестри и луѓето кои немаат браќа и сестри. Така што, кога веќе би имал деца, би сакал да имам 2 или 3. Следното прашање вели, дали би пеел песна од Јелена Карлеуша во Звезде Гранда? Да, постои една песна, Радим на бол се вика, која што би сакал да интерпретирам во иднина на ова шоу, со малку променет аранжман и прилагодена на моите гласовни способности и интонација. Следното прашање вели, дали веруваш во машко-женско пријателство? Ќе одговорам онака кратко и јасно, апсолутно. Следното прашање вели, дали порано или пак сега си во врска со Ивона? На ова прашање имам одговорено безброј пати, но ајде ќе одговорам и сега. Ивона и јас никогаш не сме биле ништо повеќе од пријатели. Следното прашање вели, дали имаш завршено факултет и ако да, кој? Да, имам завршено факултет, минатата година дипломирав на филозофскиот факултет во Скопје и моментално сум дипломиран социолог. Следното прашање вели, што те вади од такт? Многу работи ме вадат од такт. Прво и основно неправда. Ме вади од такт кога блиски луѓе пробуваат нешто да сокријат од мене или уште полошо да ме излажат. Од не знам која причина, секогаш, али буквално секогаш препознавам кога некој се труди да ме изманипулира. Но лошото у целата ситуација што јас тоа го премолчувам, мудро молчам и чекам сами да почнат да се дават во собствените лаги. Генерално многу работи знаат да ми извадат од такт, не
podnesujem nekulturni ljudje, nevоспитани ljudje so predrasudi, ljudje koji vlagaат u nekakvi debati na seriozni temi, bez nikakvo poznavanje, bez nikakvo iskustvo, bez nikakva težina. Следното прашање вели, во кој училиште си одел за да научиш да пееш? Пред се мора да кажам дека пеењето не се учи, или имаш талент за пеење, или немаш талент за пеење. Меѓутоа, благодарение на тие училишта во кои што се учи пеење, луѓето кои имаат талент за пеење, имаат и можност да го усовршат нивниот талент. И од тој аспект можам да одговорам дека имам завршено нижо музичко соло пеење во Панче Пешев во Кумано. Следното прашање вели, дали планираш да вадиш своја песна на твојот YouTube канал? Планирам, меѓутоа не би сакал мојата музика во иднина да ја поврзувате со мојот YouTube канал и со она што јас го работам на YouTube генерално. Јас сум пред се пејач, па потоа се останато во случајот јутубер. Во оној момент кога ќе објавам песна, тоа значи дека станува збор за квалитетно парче музика, а не хир на еден јутубер. Затоа што стварно не сакам утре да пуштам песна и вие мене да ме доживувате како јутубер кој пее, затоа што јас реално имам талент за пеење, а не сум јутубер кој пее, туку пејач кој снима видеа за на YouTube. Следното прашање вели, што е со звездите на Гранд? Како и се останато, така и звездите на Гранд принудно беа стопирани, сезоната заврши без финале, односно не заврши. Истата сезона продолжува веќе од септември. Третиот круг почна, но се снима и емитува само 5 емисии, ако не се лажам, со учесници од Србија. Ние од Македонија, Црна Гора и Босна бевме спречени да присуствуваме на тие снимања и самите знаете од кои причини. А веќе во септември продолжува истата таа сезона, таму каде што застана, односно третиот круг. Јас конкретно снимам на 6 септември и тоа, ако не се лажам, првата емисија. Така што ете, продолжите да ме следите, ја ќе ве апдейтирам со се она што се случува поврзано со ова шоу, затоа што се уште сум актуелен учесник. Следното прашање вели, како ти е без цигари? Не знам како на вас ви изгледам. Јас сум се чуден самиот на себе си од време на време. Меѓутоа цел еден месец помина како не пушам цигари. Не сум запалил ни една. Најтешките кризи мислам дека помина, затоа што на телото му се потребни околу 3 недели за никотинот да излезе од него. Не е дека немам желба да запалам, не е дека ми е седно, не е дека туку така е лесно да се остават цигарите, меѓутоа кога се сака се може и кога јас успев да ги оставам, секој може да ги остави. Така што ете, доколку не сте го погледнале Storytime видеото во кое што зборам за тоа како и зошто се откажав од цигарите, односно престанав да пушам цигари, линк ќе ви оставам долу во дескрипција, па можете да си го погледнете видео. Следното прашање вели, на колку години ти беше првата тетоважа? Па ако не се лажам, 17. Неколку дена пред да наполнам 18. Тојава тетоважа овде и подарок ми од сестра ми и зет ми за 18-ти роден ден, но знам дека ја направив неколку дена пред да наполнам 18 години, така што 17. Следното прашање вели, дали сакаш да учествуваш на Евровизија? Евровизијата е реално една од моите најголеми амбиции во животот. Од мал сум фан на Евровизија и длабоко верувам во тоа дека еден ден ќе стапнам на таа евровизиска сцена. Следното прашање вели, што мислиш за моменталната ситуација со Бака Прасе? Па да бидам искрен, не сум нешто многу упатен, знам дека не е активен на YouTube, знам дека се повлечи од Instagram, знам дека беше оптужен за педофилија, меѓутоа не знам што конкретно се крие за проблемот со Бака Прасе и фамата која се крева околу него. Јас само знам дека Бака Прасе е најпопуларниот и најуспешниот јутубер на Балканот. И таа титула сама по себе носи многу предизвици. Бака Прасе е буквално она што беше Здравко Чоли. Може би е срамота да споредувам јутубер со толкава музичка звезда како што е Здравко Чоли. Меѓутоа Бака Прасе не може нормално да функционира, Бака Прасе не може да шета нормално по улица, да влезе у шопинг мол да си купи тренерки, без по него да трчаат деца, без да му поставуваат 101 прашање, без да ги вознемируваат неговите родители, браќа, сестри, пријатели. Јас реално верувам дека на Бака Прасе не му е лесно ниту малку и верувам дека популарноста која го снајде ќе влијае на неговото ментално здравје, затоа што јас сум убеден дека сите луѓе на овој свет кои имаат било каква популарност ментално страдаат, затоа
Zato što во оној момент кога си популарен, познат, како сакате, немате доверба веќе во никој. Чувствувате притисоци од сите страни. При тоа кога сте јутубер и кога секој ден вака јавно се експонирате, имате уште поголем притисок. А кога си млад, како бака прасе, прагот на толеранција е многу понизок и ти губиш сенс за тоа кој си. И тоа е многу тешко. И потполно ја разбирам неговата потреба да се повлече, односно одлука. Како и да. Вилијам Дулев вели, може ли да го завршам видеото? Драг мој Вилијам, можеш да го завршиш видеото. Доколку ви се допадна истото, оставете лайк. Доколку се уште не сте претплатени на мојот YouTube канал, направете го тоа веднаш со клик на subscribe. Јас во овој момент се одјавувам, ви посакувам убав остаток од денот или вечерта кој да гледате видеото. Ние се гледаме многу наскоро со многу нови видеа. Чао!